Гоце, ти благодарам што одвои време денес да бидеш дел од емисијата Кафе Муабети за Гламур магазин. Благодарам и вам на поканата и задоволство. Така на почеток би сакала ти дадам еден подарок, повели? О, за мене ова? Да. Браво. Тоа се хун за капките или хун за маслото, кои што се нарекуваат златни капки, се изработени рачно од страна на хунзите и се донесени директно од Хималаите со многу љубов за здравје. Се користат за најтешки проблеми со здравјето, а секако и за имунитет и за многу други така да кажам, полесни проблеми и се надевам дека еве ќе ги користиш за имунитетот пред се, бидејќи настапуваш, пееш и така натаму. Смеам вака, нели? Смееш, да. Тука ќе се заблагодарам на нашите пријатели Хунзаведа клубот што ни овозможија еве да нашите гости добијат од нив подарок. Ќе ми треба ова. Ќе ти треба, да. Периодот што следи, браво. Ќе ти кажам подоцна како да ги користиш, кога ќе завршиме со емисијата. Првим да те прашам како си? Добар сум, супер, моментално периодот сум така растрчкан во хаос околу концертот, околу подготовките, ама се тоа сладки маки некако и кога го работите тоа што го сакате, многу подобро. Значи, по втор пат во Македонска филхармонија на 18 март следува твојот така наречено втор концерт од изминатата година, прв пат, нели, направи еден успешен концерт. За дамите беше посветен? Тој беше на 8 март, конкретно со слоган за дамите. Овој сега на 18 март го ставивме намерно да биде во средина на недела, на работна недела, да биде тоа среда како ден, среќен ден. Среда ми било секогаш некако така среќен ден. И од X причини сакавме малку да не е пак на 8 март, да промениме нешто, ама пак е во месецот на жената. На жената, така. Кажи ми што ќе понудиш овој пат на публиката? Па ќе биде тие што знаат што беа лани и тие што го гледаат концертот на моите платформи. Видео дека навистина имаше концертот лани беше многу разнолик, од типот на весели, од типот на емотивни моменти, уметнички балади, брзи песни, значи од се нешто беше опфатено. Публиката имаше можност од смеа буквално до тажни моменти, кога публиката со 2 минути скандираше во салата и мислам дека оваа година се трудиме и јас и мојот тим да тоа биде некако уште по спектакуларно, од типот на организација, од типот на спектакуларно зборувам, од типот на сцена, од типот на повеќе музичари оваа година. Колку ќе има? Овде ќе имам над 35 музичари, што е наистина бројка огромна. И екипа што ќе го сними тој концерт, екипи тонци, значи сите што навистина кога ќе соберете тоа се околу 50-60 луѓе најмалку. Така. Да што работат само на тој настан и навистина е огромна организација, бидејќи сакам да е совршенство, сакам да е се во најдобри перформанси и затоа е малку можеби како да кажам поодговорно, повеќе сум во некоја позитивна трема, се да биде добро, се да биде. Но ќе има многу изненадувања оваа година. Ќе промовираш и 2 песни, ми се чини? Да, 2 нови песни, ќе ги промовирам, веќе во студио ги завршивме, веќе се тие официјални миксови, мастери последни. И тие се 2 песни, едната е Жено вистинска или Немаме више, другата е Алкатрас. Тие се 2 нови композиции, тие се 2 најнови што ќе промовирам, иначе сите имам и уште 2-3 кои ми се релативно нови, кои ги извадив пред месец дена во етер, како Нема жена како тебе и Ајмо на море. Така да ќе имам доста изненадување на концерт. Ќе имаш некои гости? Да. Да? Ќе имам гости. Ќе откриеш барем некој? Па еве гостите што имам дуети, Наум Петрески. Добре. Наум Петрески, со него имам дует. Дарко Филиповиќ очекувам во секој момент да ми потврди, бидејќи е на Тајланд и ужива на Тајланд. Мислам дека Александра Матрикс оваа година ќе успее да дојде затоа што имам и со нејзе многу успешен дует. Тоа не е дует, тоа е еден машап
микс на песни. Ќе имам и некои звезди од соседната Србија, кои се мои пријатели добри, така да, ама тоа не го откривам. Ајде да се надеваме и да ги поканиме сите оние кои што ќе го следат овој разговор, нели, да побрзаат, бидејќи нели картите се трошат, да стигнат да си купат билети и да можат да уживаат во твојот концерт. Да, јас сум многу благодарен на луѓето што навистина уште месец дена пред концертот, сите уште кога се пуштени картите веќе си набавија карти и многу ме прави среќен тој момент кога некој ќе ми сликне дека купил карти, кога ќе ми прати, кога ќе ме најдат на социјални мрежи, кога сум среќен од типот што го чувствувам некако тоа како еден вид како да кажам фидбекот од публиката, од луѓето дека тоа што го работам дека е направи како да кажам патеки, дека луѓето го забележуваат тоа, дека не е залумно и дека ќе одвојат 2-2,5 часа од своето време да дојдат да испочитуваат, да видат што тоа сме спремиле, што тоа сме направиле. Концертот, пак ќе кажам, е 2-2,5 часа, ама тоа е околу 25-30 години наназад багаж, например, за да дојдете до таков еден момент. Имам преку 50 мои композиции, што е навистина многу. Од ланскиот концерт, тие песни што ги пеев сега на овој концерт, можам буквално нови песни да ставам. Лани имав 20 нешто композиции на концерт, толку можете да испеете. Сега скоро сите песни што не беа лани, сега ги метувам од ланските, ставам тие што ми се повеќе хитови што луѓето и сака да ги слушнат, и сега малку е затоа пробуваме некако да направиме еден микс, да има песни и нови, ама да има песни тие што луѓето се научени да ги слушаат и што ги сакаат. Задоволен ли е од денешна дистанца Јоце Панов, односно малото дете Јоце Панов од овој возрастен Јоце Панов? Што се постигнал? Задоволен сум многу искрено, би бил лажно скромен да кажам дека да не кажам дека сум задоволен, затоа што особено затоа што кога работите сам некако ги туркате и кога сте почеле буквално од нула и од нула сам зборувам и цел живот сте оградале некако сам. Многу посладки се тие моменти кога ќе дојдат тие плодови, да ги кажам на некој начин, или тие резултати од кариерата се многу почувствителни, многу по... Само што јас сум човек што не знам да се израдувам доволно, јас после секој еден успех, да кажам, веднаш се насочувам на друго, веднаш не оставам ни недела дена да искулирам, да сумирам, да кажам, еве, сакам да уживам, да малку Тоа беше исто со ланскиот концерт, беше преуспешен ланскиот концерт, толку многу емоции имав, толку многу измешани емоции, но веднаш се фатив на работа, веднаш после концертот појдов во Белград, јас снимав Ајмо на море, па јас снимав после Нема жена како тебе или знаеш ли како човек воли жена во српската варијанта. И се на се сум презадоволен од тоа како се одвива, сум презадоволен од мојот живот, сум презадоволен од тоа, пак ќе повторам, што го работам тоа што го сакам, тоа ми е, мислам дека и најважно нешто на целиот свет. Таков ни е концептот на нас на оваа емисија, да си помоабетиме малку од се по нешто, па да те навратам на детството, какво детство имаше Јоце и каде го помина детството, знам дека си од Штип, нели? Детството мое помина во Штип, да, помина во Штип, со тие детски денови, со другарите, пријателите, што ден денес ми остана пријатели, иако се некаде по светот сите по свој пат, но се уште кога ќе појдам во Штип ми се навраќаат тие моменти, затоа што тие најубави детски години ги поминав таму, учев основно училиште, па средно музичко во Штип и кога завршив средно на мои 17 години се префрлив на академија на Скопје, на факултетот за музичко уметност во Скопје и еве толку веќе години, повеќе од пола од мојот живот живеам тука во Скопје.
Кога беше првиот твој настап еве како пејач, се сеќаваш ли? Па првиот официјален настап со своја песна беше на Канал Фест во Охрид. Тоа е 2001. Тој фестивал, тогаш беше и фестивалот беше по прв пат, беше нов фестивал и имав така среќа да бидам примен. Тогаш немаше вака конкурси по мејлови, тогаш во вестник излегуваше, требаше да пратите писмо препорачено, по писмото да стаса на фестивалот, па да ви одобрат да ви вратат писмо дека сте примени, значи многу некако многу беше повозбудливо. Наистина се сеќавам на тој момент, бев со пријатели на 1 мај на излет и кога ми стаса информацијата дека сум примен на фестивалот беше летно време, дека сум примен, дека мојата песна е примена и дека ќе настапам, тоа беше навистина момент кога би рекол некоја пресвртница во животот. Бидејќи нели долго време, колку години си веќе на фолк сцената, на поп сцената, фолк сцената, бидејќи некако песниве ти се некои се поп, некои имаат фолк елементи, како што пејач се декларираш? Па јас сум поп пејач, дефинитивно поп пејач. Мнозинството од моите песни се поп песни, албумот што работев во Хрватска и првиот и вториот албум, но од секојаш сум настојил затоа што пораснав со хармоника, израснав со тие наши староградски песни покрај фамилијата моја и секојаш настојувам да бидам блиску до нашиот менталитет, односно до тоа што сака народот. Зошто? Затоа што, пак ќе кажам, поголемиот дел од публиката, многу поголем процент, сепак некако им е драго да слушнат мелоси што се специфични за нас. Тоа не мора да значи дека е фолк песна, но мелоси, затоа јас во сите песни употребувам такви мелодии што се типични за овој дел, да речеме, на Балканот буквално, не само во Македонија. И инструменти, такви аранжмани, например, инструменти, а и работата што ја пеам, јас сум 90%, па и 100% уствари сум посветен на моите настапи, така е целиот мој живот наназад, и кога сте секој викенд, буквално, на секој трети, четврти ден, кога сте во судир со публиката, кога разменувате енергија, вие мора да неминовно е тоа вие некако да пливате во и вашите песни да се градат на основ каде што кога ќе пеете на настап да има и журка, да луѓето се забавуваат, да бидат и весели на вашите песни, да не бидат тоа само балади, од типот на балади. И јас секој сум настојал во мојот репертоар да имам разноликост. Сметаш дека сите оние што денес започнуваат да градат кариера, дека треба да го следат вкусот на публиката и да прават такви песни за да имаат успех? Па, нема правила денес. Интересно е што денес нема правила, денес зависи која ви е таргет публика. Тоа е многу битно. Дали ви се таргет тинејџери од 12-13 до тамо 17 години, дали ви се таргет средна некоја доба, дали ви се таргет повозрасни. Многу е важно затоа што кога правите музиката сепак таа нема граници, но музиката сепак има жанрови кои зависи за кој жар ќе се фатите и тие жарови се трендови во одреден временски период кај одредена популација, дали се пак ќе повторам тинејџери, ако снимите такви песни што се актуелни кај тинејџерите, на пример ја фаќате таа некоја публика. Јас никогаш не сум прател така, на тој начин, да сега ќе ми биде таргет тоа или сега ќе правам ова. Секогаш сум снимал песни како што јас се чувствувам. Од првата моја песна по се до ден денес, тоа биле песни што мене ќе ми залепат за душа. Дали ќе ја компонирам јас, дали ќе ја добијам од некој композитор, пресудниот момент секогаш бил емотивниот дел. Никогаш не бил со умисла, оваа песна ќе им се допадне на младите, или оваа ќе се допадне на повозрастните, или оваа ќе се допадне
на таа групација на луѓе. Не, никогаш не сум размислувал така и мислам дека луѓето треба да прават искрено. Значи конкретно одговор на прашањето дека треба да прават искрено музика, тоа што го чувствуваат, тоа што тие се пронаоѓаат, а не да биде на сила. Да не бараат сега трендови, да не, затоа што се е милливо во животот. Сите тие трендови се милливи, најтешко од се е да постигнеш оригиналност. Така. Да луѓето кои ќе слушнат твоја песна или твоја боја на глас, веднаш да знаат дека си тоа ти и тоа е најтешко. Инаку да пратиш трендови е најлесно. Трнлив беше патот до ова што си денес? Па беше со самото тоа да кажам, кога сам нешто работите, кога немате поддршка да кажам од типот да имате тим луѓе кои ќе работат, вашата работа ќе остане само да излезете и да пеете на сцена, како што е случај со многу, например, изведувачи што се од светски рамки, да кажам, или па и кај нас во овие XU простори, кога сам цело време ги бркате тие работи, наистина можам да кажам дека е трнлив патот, ама па и тоа некако те челичи. Дава мотив повеќе да работиш. Живот, да, тој начин живот. Јас сум на пример таков како карактер. 90% мислам дека многу од пејачите што прошле кроз мојот пат дека се откажале, тоа го тврдам дека се откажале, затоа што не секој има толку живци, не секој има толку волја да покрај сите падови да пак да стане, пак да продолжи, да верува. И ден-денес се соочувам со некои такви моменти. И секогаш ќе се соочувате. Ден-денес ќе ми дојде на ум дека тоа што го работам, толку што се давам, дека не е доволно возвратено конкретно дали од како да кажеме, од луѓе кои треба да допринесат за тоа, кои треба да допринесат да им помогнат на изведувачите, например, на уметниците воопшто. Но секогаш ме води таа моја некоја парола да никогаш не се откажувам, да го живеам тоа што сакам да го живеам, некогаш поуспешно, некогаш понеуспешно, помалку, ама битно е јас да одам на тој пат и да не се откажувам. Тоа ме води. Многу од публиката, од луѓето не знаат дека оваа професија, да си естраден уметник, многу бара. Не само жртви како вложување на самиот себе, туку бара и финансии. Колку финансии ти потроши за овие години? Ако кажам сума, ќе бидам можеби интересен за рилови, за гледање, слободно кажи. Ама тоа е реалност. Некојаш сум навистина помислувал и се викав сега да не го работев ова, да не снимив толку многу песни колку што снимив, да не правев толку многу вложување во кариерата, да не патував толку многу низ цела Југославија, за да бидам нон-стоп присутен секаде, да гостувам, да мислам дека би имал една убава зграда во центар на Скопје. Значи прилично голема сума. Да, дефинитивно. Јас ти верувам, бидејќи знам дека не е така едноставно да се изгради кариера, да се снимат 50 песни и на македонски, и на преку 100, да, преку 100 песни се ако ги сепак тоа бара многу. Ако ги рачунаме и на паралелно на два јазици, тоа се над 100 композиции. Не можам да ги испеам, треба да ако ги пеам сите, буквално ми треба 3 концерти, 3 различни вечери да можам да си ги отпеам сите своји песни. Сега еден си од ретките пејачи кои што успева да плива и таму во водите во хрватската сцена, на српската сцена. Кажи ми, кој е рецептот да се успева да се снима и таму? Првичниот инпут и јас многу наврати кажам дека мене кариерата така ми почна со 2009 на песма Медитерана во Будва. Тоа беше фестивал кој беше еден од најпопуларните, буквално. Тој и Сунчане скале беа најпопуларните фестивали кои постоја на сите овие региони. И тој момент кога победив во таа вечер со Ти пеам песна, односно певам Ти песна на српски јазик. Навистина беше прекрасна песна. Ја пеев таму.
се случи на таква фама, буквално, така и се случи тие сите контакти, бидејќи сите медиуми беа сконцентрирани на тој настан, сите медиуми од сите земји беа таму, со нивни представници, и се сеќавам кога земав наградата и кога застанаа пред мене 30-40 новинари со камери, се чувствував како да сум повидел на Евровизија, не знам каде. Тој беше еден момент затоа што тогаш уште се почитуваа фестивалите, имаше некоја важност. Сега веќе долго време веќе не е така. Но имав среќа, фатив нешто од тие времиња. Концерт, односно оркестарот на песма Медитерана беше од Хрватска, односно Никша Братош го водеше неговиот оркестар. Не знам, 40-50 луѓе имаше во оркестарот. И тогаш се случија тие соработки со Никша Братош и со Миро Буљан и со Антонија Шола за тој албум кој го работевме таму во Загреб. Подоцна од таму се префрли во Белград, значи соработките со сите композитори, Бане Опачич, Саша Драјич, Браја, Леонтина, Јоксимовиќ и сите тие до сега што на некој начин сум соработувал со нив. Така почна кариерата, така ја продолжив и така цело време настојувам да секоја моја песна има паралелно два еве сега е случајот и со најновата песна Немаме више. Композицијата ми е од композитор од Србија, ама јас секогаш правам македонска верзија. Македонската верзија се вика Жено вистинска. Ова верзија се вика Немаме више. Кој што ќе преферира повеќе, на кој ќе му се допаѓа нешто повеќе, тоа ќе слушам и им ги давам во исти ден ги објавувам двете композиции. Порано кога немало интернет, пејачите пуштаа на македонските радија македонски верзии, во Србија пуштаа српски и така луѓето некако ги восприема повеќе македонските верзии. Сега се е достапно и сега јас им оставам на гледачите, односно на слушателите да се изберат која верзија едноставно повеќе им се допаѓа. За многу верзии имам коментари дека им се допаѓа повеќе македонската, за многу верзии имам коментари дека повеќе српската некако повеќе им лежи, без разлика дали се тоа македонци или срби. И така да секогаш настојувам да останам на тој пат како што почна патот и да го работам доследно на сите овие простори. Сега позахтевно е нормално, поголем терен, повеќе патувања, подолги, треба да стасате нон-стоп. Еве сега пред самиот концерт имам многу емисии кои се закажени во Белград, многу емисии во Подгорица, во Сараево на телевизии кои што морам да испочитувам да појдам. Помалку е напорно, ама е поубаво, како да кажам. Да, и не секој може ова да го издржи, што ти го одиш како пат. Како што кажа, си голем борец, си амбициозен, си упорен си да го постигнеш она што си го посакувал, претпоставам уште кога си почнал да го работиш. Кои се твоите најтешки моменти во животот? Знам дека на многу мала возраст, на 11 години, почина твојот татко. Дали тоа беше моментот, можеби, кој што и оце го направи да биде посилна личност? Тоа сум го зборувал во ретко сум го зборувал, мислам дека во една само емисија, и тоа е моментот што јас би кажал дека имам и песна таква, се вика Среќа во несреќа, односно Среќа во несреќи. Во таа несреќа што ми се случила, можеби среќата е што од тој момент јас, од тој ден, буквално од утре дента, јас бев веќе возрастен човек. Можеби тоа детство некако, тие години ми се скратија, ама бидејќи бев најстар од брата и сестра ми, и мајка ми одеше двократно на работа, нормално за да постигне се. Јас бев некако, ја преземав таа одговорност на глава на семејството, ја преземав таа одговорност некако дека нема кој, дека морам јас да сум тој што нешто ќе направи или некако нешто ќе одржува во фамилијата. И тоа е тој пресуден момент, пак ќе кажам, татко ми почина многу млад, на 49 години.
Тоа е тој момент што едноставно ме направи можеби ова што сум денес. Пак ќе кажам, е малку контрадикторна, ама таа несреќа после прави посилни луѓе, како да кажам, и прави Така е, луѓе да. што едноставно ќе се борат во животот. Да. Тука после Тоа е тој момент дефинитивно и после тој момент имавме многу години така, кои беа тешки за мајка ми, својата дефинитивно мајка, да, тешки. твојата мајка треба да се грижи за сите вас. Многу се грижеше и многу тоа го правеше на начин што мислам дека секој би се откажал. Таа беше буквално борец, не знам како да ви опишам. Значи, од работата кај што работеше, ќе одеше одма на друга работа, ќе одеше на трета работа, викенди не постоја, викенди ќе одеше, ќе работеше друга работа, сосема приватна, значи, само за да, на некој начин, Да ви овозможи на вас. да го возможи тоа што и после таа беше таа машинерија што она ме бодреше, ме гураше напред, дека јас морам да го работам тоа што го работам, дека морам да бидам Значи сепак ти беше ветер во грб. многу. Мајка ми беше жена која за неа немаше нешто невозможно, за неа не постои, дури ми беше чудно. За неа се беше возможно, за неа навистина многу пати се случуваат чуда. Многу пати се случуваат чуда кога буквално чуда. Јас имам прилики од детството кога сме немале буквално немала да ми даде да се вратам за Скопје или на факултет. Се случува чуда од нигде никаде да дојдат пари, значи. Ама кога ќе ви кажам чуда, навистина чуда. Значи, Да, вистински родител, да, тоа е- борец. некоја, па ќе кажам и некоја сила Божја, тоа кога некојаш работите сака да се или барем кога се трудите искрено од срце, мислам дека универзумот некако ги мести работите да Универзумот, да. Знае да направи. знае да направи навистина чуда. Ќе зборуваме во некој друго интервју навистина. Да, има што да се Имам зборува, да. многу моменти Во такви. секој случај, родителите, загубата на родителите е еден од навистина тешките моменти за секој еден, сакам да кажам, а за тебе еве посебно бидејќи после тоа, после некоја година 2017 и мајка ти за жал Да. почина. Кога И може се би надевам требаше дека да еве се сега од оваа дистанца сигурно има одгоре нешто следат и дека се многу горди на тебе. Па се надевам и јас верувам дека ние не завршуваме овде со овој живот, ја верувам во тоа. Не гледам друга логика некоја. Затоа што пак ќе кажам, таа енергија, јас мислам дека да луѓето заминуваат од свет, ама таа енергија, Останува нешто. нешто не може да е туку така. Да. Туку така да згаснува и не може туку така да има такви моменти во животот, дежавуа или такви кармички некои моменти. Сигурно нешто повеќе има од овој свет, Да. тука што е толку краток и мал, што ние се уште не можеме да го докажеме и Но јас верувам во тоа, сум ја почувствувал барем таа енергија на поддршка, иако не се веќе со мене, јас ја чувствувам таа енергија. Минатата година на мојот концерт ја почувствував енергијата буквално на мајка ми кога ја пее песната за земјотресот, кога посветена на мојата мајка, кога тој момент го почувствував. Не знам како да ви објаснам, јас мислам дека во филхармонија беа присутни мајка ми и татко ми. Тоа го почувствува и буквално и публиката кога 2 минути аплаудираш и немав што да направам, буквално клекнав на колена, им се поклонив. Сите тие емотивни моменти јас сватив дека не е тоа туку така еден субопарен концерт, колку еден настан, колку да дојдат луѓето, да испочитуваат и да заминат. Навистина тие 2 часа беа магични. Така. Навистина беа со толку многу измешани емоции, што многу луѓе, илјадици пораки добив после концертот. Колку луѓе сум расплакал, колку заплакале на концертот и па ќе кажам, нешто има, нешто повеќе има.
Ајде сега една поведра страна. Веќе си сопруг на Марина и татко на малиот Лука, Лука. Со што те освои Марина и каков сопруг е оце, каква сопруга е Марина, како би оди бракот, бидејќи нели треба многу да си, како да кажам, толерантен кога си партнер на некој што се занимава со оваа професија. Па тоа треба Марина да ја прашате, јас мислам дека тоа е жена што навистина заслужува целата почит на овој светот од мене, затоа што пак ќе кажам да се носите со оваа професија, со начинот на мојот живот и да тоа зашто иако Марина е 20 години со мене, буквално од дете, од нејзини 20-19 години, 18, не знам колку точно беше, буквално кога почнавме те врска и да се носиш со тоа и да никогаш во животот не направиш проблем, односно ете такви љубоморни сцени или испади. Јас навистина кога гледам што се случува и кога гледам какви проблеми имаат луѓето со љубомора, без разлика дали се тоа мажи или жени, кога гледам нормално во моето окружување секојдневие се соочувам со милион такви ситуации, кога гледам колку знаат да ескалираат тие работи, колку луѓето, јас навистина се чудам. Мене ми навистина несвојствено, дури не можам да сватам зошто го прават тоа, зошто прават проблеми, дали се тоа во врска или во бракови. Едноставно, пак ќе кажам, можеби сум имал среќа. Не им се погодил вистинскиот партнер Можеби како тебе, Марина, да. сум имал среќа, едноставно. Ретко кој може тоа да навистина, затоа што поголемиот процент гледам дека навистина не можат да се соочат со навистина за жал. Животот или сакаат. Проблемот е, мислам дека се со умот. Луѓето што сакаат да имаат контрола над се, уствари немаат контрола на ништо. Тоа е многу опасна некоја... Довербата, почита, стабилноста, па и трпеливоста се клучни. Едноставно и животот кога си опуштен, кога си лесен, кога не мислиш на што сега некој нешто прави, што сега некој нешто каде, зошто е таму, тоа е големо бреме кое го носите цело време на себе и тоа е ужас, тоа е стравично, тоа е и за луѓето кои се љубоморни е најголем ужас. Така да мислам дека мојата порака е да луѓето бидат поопуштени, дека не можете да смените ништо. Дури само не можете се под контрола. Не можете се под контрола, само ќе си правите тегоби на себе, ќе се нервирате, а всушност нема да промените ништо. Тоа што треба да се случи, пак ќе се случи или некој човек ако е таков карактерот, тој ќе остане таков. Тој што сака да врзете го и во решетки, секако ќе најде начин, така да јас уште еднаш ќе кажам, сум среќен, благодарен на Бога што од таа страна што е многу важна, сум едноставно растеретен, сум оставен да размислувам на ова што го работам комплетно, сум оставен да се фокусирам 24/7 буквално. Затоа има успех. И затоа нормално имаме голема поддршка од нејзината мајка што го чува Лука. Навистина тоа е огромна поддршка, благодарност голема до нејзе, затоа што мојата мајка почина пред да се роди Лука и остана сама некако жената да мора да биде посветена на Лука. Нормално, Марина е на работа, јас сум на работа, животот што го живееме заедно е таков и тоа многу значи. Таква една поддршка многу значи. Пак ќе кажам, сум бил среќен човек што се случиле тие некои моменти. Каков татко е Јоци и каково дете е Лука? Лука е не дека е моје дете, ама навистина прекрасно дете од типот на емоција, од типот на послушност, од типот на колку не има емпатија во него, колку е многу сака да се игра, тоа е нормално. Секој дете сака игра, забава, он е многу темпераментен, жив, сака да се игра
но е многу послушен, барем до сега сме немале никакви проблеми. Јас како татко сум, тоа треба да кажат тие, затоа што мислам дека Дали си строг спрема Лука или па сум строг, ама строг во одредени граници, да не му преиде тоа во некој страв, туку да има некоја почит, да знае докаде што како во животот, тоа што тие се првите 7-8 години како каде што треба некое воспитување да се даде на децата. Тогаш сите ние учиме. Да. Што е окей, што не е окей. Некои работи се раѓаат, пак ќе кажам, некои работи се и генетика и се раѓаат, ама пак воспитувањето многу значи кога на децата ќе ви кажете. Мислам дека наоѓам време, секојдневно наоѓам време, барем по еден час да видам, ако не и повеќе со него да го поминам, ќе најдам, ќе издвојам време, особено сега ми е многу тешко кога сум во некои вакви моменти, кога снимам песни спотови, кога имам концерт пред мене, тоа се секојдневни трчања, треба да спиете нормално за да можете да пеете, бара сон. Така да тоа е некако животот и среќен сум што, пак ќе повторам, што баба моите го чува Лука, што јас можам да поспиам повеќе, да можам да бидам способен да пеам. И кога имате договор, кога имате една соработка, како да кажам, па дури и во склопот на семејството е многу важно. Каков е Јоце како професор по музичко во гимназијата Јосип Брз? Те сакаат ли учениците? Па правеа едно интервју во училиште и ги прашува учениците дали кажа искрено, не знам, ама сите кажа дека сум добар професор, дека се презадоволни од мене, дека ме сакаат, ме почитуваат и мислам дека е така. Нема единици? Јас се трудам, не, единица кај мене не постои. Поентата на професорот мислам дека не треба да биде да стави единица. Тоа е, мислам дека најнекако лесно што може да го направите. Најтешко е на децата да ги натерате, да имаат љубов кон музиката. Па и тие што немаат толку волја, не само за музиката, за било кој предмет, што немаат толку волја да едноставно да учат, што не можеме сите да видиме исти, така. Има деца што едноставно се темпераменти се во друго нешто, некои се во спорт успешни, значи едноставно немаат трпение да учат материјал. Многу е важно да знаете како да им го пренесете тоа. Јас најдов начин како на сите да им биде интересен предметот, како да знаат, што е најинтересно да не излезат од гимназија како така, особено по мојот предмет да не знаат основни работи и затоа направив една многу прекрасна моја лична стратегија. Ги извадив најубавите моменти, најбитните моменти што за општа култура треба да ги знаат во нивниот живот, не за музика, туку за општа култура. И цело време им ги форсирам, значи 2-3 години цело време ги форсирам тие работи. Дори кога кричат професори го знаеме ова, нели, не, тоа ќе биде секогаш учител во гимназијава, затоа што кога ќе излезете од тука сакам да знаете, сакам јас да бидам горд кога ќе кажете дека сум ви предавал, да бидам горд дека основните работи што треба да се знаат за еден гимназијалец, дека вие ги знаете, дека вам ви останале во сеќавање, а знаеме дека мајка на знаењето е само повторувањето. Така да. Јоце, тука сме негде на крајот, само би те прашала кога би требало да бираш дали да се занимаваш само да бидеш нели естраден уметник или професор, што би одбрал? Ама само едно да одбереш. Естраден уметник дефинитивно. Сепак љубовта кон она што си го тоа е мојот живот. Си живот. го вложил си тоа е мојата најголема љубов. Дефинитивно најголема љубов. Би било, не знам како, би лажал ако кажал дека имам поголема љубов од тоа, затоа што толку многу сум посветен, секоја песма доживувам како сопствено дете, како да ви кажам. Толку многу љубов вложувам цел живот во ова и жално би било да кажам дека не е така. И посакувам многу успеси уште, многу проекти, многу песни, многу концерти. И секако овој концерт што е на 18 март за многу кратко време да помине онака како што ти посакуваш и како што ќе велиш во еден момент кога си застанал нели пред да го направиш првиот концерт,
дека ти затрепирало телото, повторно така да ти затрепери, се разбира во позитивна смисла, за да го дадеш оној максимум од себе за публиката. Јас ги поканувам сите што сака, што почитуваат пред се и македонска музика, што почитуваат македонски артисти, уметници, да си купат карта на МК Tickets онлайн или на сите продажни места каде што се продаваат картите и да дојдете да присуствувате. Навистина ќе ја оставам душата на сцена. Ви спремам и јас и мојот тим еден многу убав спектакл. И еве вака кога се, бидејќи станав подоцна и морав да ги носам наочарите, ама кога ви се обраќам на публиката со целата респект и почит, сакам да бидете таму, да бидете дел од тој настан, да не оставите да ви раскажуваат како си поминале, набавете карти на време, картите се веќе во продажба на МК Tickets и ве чекам 18 март, среда во 20 часот во Македонска филхармонија. Ете така ги покануваме на вистина сите оние кои што се уште немаат набавено билети. Ти благодарам, Милце, мислам дека имавме убав кафе муабет и убава дружба. Па во некоја следна прилика повторно ќе се сретнеме. Ќе се сретнеме, прво ќе ве чекам таму да бидете присутни, ќе ми биде многу драго да бидете присутни на концертот. Второ, после концертот ќе направиме сигурно пак интервју за тие импресии, за впечатоците, како и вие сте поминале, ама и јас како сум го доживел, така да еве, уште не пол месец ве чекам таму и се гледаме на 18 март. Благодарам уште еднаш.